47-годишниот Нефаи С. од Скопје, лице со Даунов синдром, е жртвата на несовесниот возач кој предвадена го прегази на патот кон Кочани и побегна. Идентитетот го утврдил неговиот брат, кој на Фаи уште истиот ден го пријавил за исчезнат. Препознавањето е извршено врз основа на облеката и личните предмети на починатиот, зашто неговото лице било изобличено до непрепознатливост, како последица на несреќата. Засега е нејасно како и со која причина тој од Скопје дошол до клучката меѓу Штип и Кочани и што вечерта барал таму. Тоа се работи кои треба да ги утврди полицијата, која во исто време трага и по возачот кој на Фаи го прегази и мртов го остави на сред пат. Ваква свирепост и неодговорност не се памети одамна, а штипјани се згрозени од однесувањето на возачот. Не е уопште хумано и не е добро. Тоа е моје мислење, не е људско, не е човечанство. А и брзината на возачите уште полош. Па треба да го земе и право болница да го однесе. И ќе му простат него да си бега. На Фаи е 30-та жртва на патиштата на истокот од почетокот на годината досега. Во најголем дел, вината за несреќите и последиците од нив е човечки фактор. Поради ова, од полицијата по кој знае кој пат апелираат за внимателно, дисциплинирано, совесно и одговорно учество во сообраќајот, почитување на пропишаната брзина на движење, исклучиво користење безбедносни појаси, некористење на мобилните телефони во тек на управување со моторно возило или велосипед, а посебно да не се седнува зад воланот доколку се под дејство на алкохол. Инаку, според член 215 од Законот за безбедност во сообраќајот, учесникот во сообраќајна незгода во која е загинато или повредено лице е должен да остане на местото на сообраќајната незгода, со тоа што може привремено да се оддалечи само ради давање помош на лицата повредени во сообраќајната незгода, или ако нему му е потребна лекарска помош, да преземе соодветни мерки заради отстранување на нови опасности.